Животот има своји нешта кои е паметот трајата на вековите и ја оставиле длабоко во душата на човекот. Векови кои прозбориле за правилата за пишување на собствената историја, колку и да била сурова вистината за мачната живеечка, тагата, ама и надежите, што секогаш поколенијата ќе го прераскажуваат патот низ сеќавањето на големите пристигнувања во атарот на својот дом, па времето забележува. Заижиште овој запис представува момент кога му се приоѓа во неговите пазуви, во срцето на длапките и подножјата, кога се доаѓа до старите чешми, до куќите со скромни дворови, до грбовите, кои дел од нив се уште укажуваат на болен крик од судбината, и до приказните кои по подолг пат ќе ви го представи родниот крај, залидан тој во вас, а вие во него, така скришно, што тешко може да се опише како возбуда. Ижиште живеело со векови неназад, или од моментот од кога постои времето, може би уште многу порано и од времето што постои. Честа за прераскажување на историјата за Ижиште им припаѓа на постарите жители кои тврдат дека поседуваат дулбија за приближување на историските настани од оваа стара населба, ама воено ја кажуваат дека во позадината од видикот на дулбијата гледаат бесконечност од минатото. Господе, каде подалеку од почвата, а дулбијата покажува бесконечен видик. Изгледа дека минатиот бесконачен простор се таложи низ сеќавањата на луѓето кои се со порекло од овој крај. Тие низ времината на миграција киниселе према јужната страна од собствениот атар, каде што ги очекувал крстопат, еден источно према Прилеп, другиот западно према Кичево, откаде им се овозможил пристап према сите страни на светот. Тие на заминување воопшто не се завртувале со гледка назад, зашто почувствувале дека обзрнувањето ќе им укаже дека патот кој го изживееле е многу потежок од оној кој го поминале на заминување. Им се причинувало дека на заминување патот постанува тежок, со угорнини кои ги допираат и облаците. Бара врска со облаците, не били го запаметиле патот низ неизвестноста доколку се над него, ама малку ја има таа среќа да најдат на виножито, кое за нив важело како единствен свој спој помеѓу земјата и облаците. Сакам виножито за да допрам до облаците, своевремено кажа еден од патниците низ светската неизвестност. Таква беше општествената дума, дека патникот низ светските нејазди и непознаници можел да добие билет за превоз, односно за заминување, само во една насока. Господе, колку чинни билетарници, каде им е повратниот билет? Низ тие моменти патниците намерници би сакале со себе да понесат што поголем број на спомени од родниот крај, ама како? Кога би посакале да понесат времена слика не само нивниот живот, туку и од историјата на нивниот роден прак, и ако посакаат сликата да им е урамена, ќе им треба рамка долга колку одовде до Стамбол. А рамковна летва долга до Стамбол денес не може да се направи. Токму поради тоа, тие го прошируваат просторот од својата меморија, не били собрал доволно податоци не само за собствениот живот во родниот крај, туку и за дел од историското минато на своите предци. Им останало подоцна пак да се ја пробаат среќата во билетарницата. Не били добиле билет, макар повратен, само да ги видат убавините од родното место, кои веќе наголемо се зацртани во нивните сеќавања.
Тие проклети билетарници. После децении издавање на билети во една насока, денес нудат повратни билети. Значи, ако кинисаш од Париз за Ижиште, за кусо време ќе треба да се вратиш назад. Тогаш, када е нивната менливост? Зошто денес не издаваат билети во една насока? Само до Ижиште и точка. Дали е можно толку да се окрутни? И колку да е несватлива играта на билетарниците кога тогаш, нивната заложба ќе се покаже како корисна. Тие ќе дозволат иселеникот да дојде дома, иако можеби домот му се разрушил. Затоа пак, за да не се чувствува како бездомен, нашироко ќе ја отвори вратата за своите чеда црквата посветена на Свети Никола. Таа како дом за сите служи уште од 15-тиот век, што како доказ го нудиме стариот надпис во олтарот на црквата, низ кој, преку веќе избледените букви, јасно стојат и првите броеви од датумот на градба 1 и 4. Забот на времето, долго повеќе од 6 векови, веќе ја нагризал подлогата од фреско живописот, работена на кал, ама доволно оставил трага за да се констатира трудот на зоографите токму од 14-тиот и 15-тиот век. Црквата Свети Никола е заштитена со закон како културно-историско наследство, со што се регулира приодот за евентуална надградба или било каква градежна измена во непосредна негова близина. За подуша незината вечност повторно се должи на вредните раци од своите чеда, кога, например, над старите и трошни плочи од покривот на црквата изградија кровна метална заштита, го воздигна и проширија така наречениот трем западно од црквата, со можност за заклон од неврем за поголем број на верници, изградија камбанерија чии звуци се слушаат надалеку, а ја поставија и цврстата ограда околу целокупната површина на црквата, земајќи ги во заштита и вечните жители на Ижиште. За лесно поминување и наслушување на крикот од покојните, верниците истрасирале цврста патека, кога одејќи по неја помислуваат на прашањето за тајните и за времето од нивните души, иако знаат дека еден ден и преку нив ќе се ниже истото прашање, што имало времето во нашите души. Понекогаш, барем кај живите верници, може да се почувствува одговорот на вечното прашање, особено кај оние кои низ реални зафати ја разголуваат намерата за творба на вредности. Таков е случајот со големиот верник Дејан Силјановски, син на Даница и Тоше, односно внук на Трајче Силјановски од Ижиште. Тој не само што ја донираше пред малку видената патека, која ние за себе ја нарековме патека на последниот крик од починатите, го донираше и ликот од светецот преку скулптура од длабока резба, оформи заштитна каса за складирање на ситни монети од продажба на свеќи, направи неколку носачи на икони, како би направил ред за одложување на штотоку донесените, инаку зачестено правило на верниците кои доаѓаат тука, и најпосле, по одлуката да го замени веќе изморениот од времето стариот иконостас во црквата, оформил нов, со голема духовна сила и исполнет со надежи за тоа подобра и посветла иднина за сите верници. Новиот иконостас го изработи и го постави познатиот кичевски копаничар Маријан Тренески со потекло од душогубица.
Иконостасот се постави пред самиот ден од светецот на летен Свети Никола на 22 мај, кој за Ижиште важи како патронен ден. Токму на денот, билетарниците имаа милост, па дозволија голем прилив на верници и како би присуствувале помеѓу другото и на чинот на осветување на новиот иконостас, свеченост прв пат забележена за последните 600 години. Денот на Свети Никола, патронен ден на селото, всушност ќе биде целта на овој запис. Најнапред со одржување на свечена литургија со намесните свештеници од Македонски Брод и од Кичево, пеење за Светиот Леп и Светата вода, осветување на новиот иконостас, благослов на црковната трпеза со црковен ручек, здравица и добродошлица за сите од страна на домачинката, односно кумата на настанот во случајов мајката на донаторот, како и поздравни белешки и благодарности од повеќе верници. Да ги проследиме редоследно. Надеж наша Господи, слава Ти! Во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуј! За небесе мир и спасение нашите души, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј! За мир во целиот свет, за благосостојба на светите Божи цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј! За овој свет храм и за нешто влегуваат во него со вера, набожност и страв Божи, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј! За високо преосвещениот митрополит наш Тимотеј, за честното свештенство во Христа ѓаконство, за сиот клир и за сите луѓе, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј! За благочестивиот и Христолюбив православен народ наш и за Христолюбивото воинство, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј! За да му помага во се и да покори под неговите нозе секаков непријател и противник, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј! За ова село, за секој град, за и месте кои живеат во нив со вера, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј! За благотворен воздух, за изобилие на земни плодови, за мирни времења, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј! За оние што плуват, патуваат, боледуваат, страдат, за заробените за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј! Да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј! Боже, защити не, спаси, помилуј, запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј! Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија. Пресвятаја Богородице, амин. Бог Господи се јави, благословен кој иде во името Господово. Господи, јави сја нам, благословен гради во имја Господи. Бог Господи, јави сја нам, благословен гради во имја Господне. Бог Господи, јави сја нам, благословен гради во имја Господне. Дојде денот на светлото торжество, градот бари се радува, а со него ликува и целата вселена. Со песни пења духовни, зашто денес е светото торжество,
на пренесување на честните и многу целебни мошти, на светите лоти чудотворец Николаја, кој засветли како сонце незаодно, со светло за разни зраци, растерувајќи го мракот на искушенија и неволји од оние што со вера викаат. Спасувај некако на застапник, велики Николаје. Дојде денот на светлото торжество, градот Бари се радува, а со него ликува и целата вселена, со песни и пења духовни, зашто денес е светото торжество на принесувањето на честните и многу целебни мошти, на светителот и чудотворец Николаја, кој засветли како сонце незаодно. Христос воскресе од мртвите со смртта, смртта ја победи на тие во гробовите, живот им даде. По молитвите на честните сефални, светите ангели, по молитвите на светата, по молитвите на Мајката Божја Богородица, на светите славни сефални апостоли, светите равноапостолници, словенски учители, светите браќа Кирил и Методи, нините свети ученици Климент, Нам, Сава, Горест, Ангелари, по молитвите на светите великомаченици Георгија, Димитар, светите 15 тирополски маченици, светите претистански маченици Еднови Пајсија Верки, светите маченички Текла Варвара, Ефимија Параскева, Злата Мегленска, по молитвите на светите пустиножителни оци наши Прокопчински, Јоилски, Јоаким Согорски, Гаврил Лесновски, по молитвите на светите Јоаким и Јана и светиот Отец наш Николај, че споме го празнуваме денес, и на сите свети, да не помилува, да не спаси, ко благ и човек кој љуби. Амин. По молитвите на светите Отци наши, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј не. Амин. Упатените молитви кон Господа Бога и светиот Отец наш Николај, че споме го празнуваме денес, нека ни се на духовно здравие и спасение. Нека напомним шизално години. За благочестивиот и Христолюби православен народ наш, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Да се освети во вода со силата, дејството и слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Да слезе нова вода чистоното дејство на предвечна Троица, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Да биде вода лековита за душите и телата и за изгонување на секаква непријателска сила, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Да се испрати благода за избавување благословени Јорданово, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. За сите нас на кои ни треба Бога помош и заштита, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Да се просветиме со духовна светлина од едносуштата Троица, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Господ Бог наш да не покаже синови наследници за свето царство, со пењето, причествувањето и просувањето за света вода, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица, и секогаш Дева Марија, Святаја Богородице, спаси со нас. сите свети, самите себе, еден друг и целиот на живот на Христа Бога да го предадеме. Теби е Господи. Зашто Тебе ти прилега секва слава, чест, поклонение на Отца и Сина, Свети Дух, сега, секогаш и во вечни векови. Амин. Мир на сите. И духови Твоему. Главите ваши приклонете ги пред Господа. Теби е Господи. Господи, кој си благоволен, се крстиш од Јована во Јордан и да ги остатиш водите, приклони го своето уво, послушај ни благословие на сите нас, кои со приклонување на главите, позначуваме знак на покорност и удостојно да се исполниме со Твоето светување,
преку причестувањето во вода и да не биде Господи за здравје на душата и телото. Зашто ти се наше осветување, тебе слава, ти вознесувам благодарност и поклонение, со безпочетниот Твој Отец, со пресветиот и благ и животворен Твој дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Спаси, Господи, люди Твоја и благослови достојание Твое. Победи се православни христијаном наши, нас опротивнија даруја и Твое сохрањај крстом Твоим жителством. Амин. Господи се Христе Боже наш, благослови го леп, пченица и вино за Твојот свет дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Господи се Христе Боже наш, благослови го леп, пченица и вино за Твојот свет дух, сега секогаш и во вечни векови. И го Амин. принесуваме овој дар, Господи Боже наш, во слава и чест на светиот Отец наш Николај. Прими ја се милостива жртва на небесниот Твој жртвеник. Амин. Свети маченици, страдајки верно, се овенчавте, молете се на Господа, да ги помилува нашите души. Слава Ти, Христе Боже, на апостолите пофалбо, радост на мачениците, чија проповете еднобитната Троица, Исаија ликувај дева зачна во тробата и роди син Емануил, Бог и човек, исток му е името, него величајки го, дева ја прославуваме. Христос помеѓу нас, еј да биде. Христос помеѓу нас, Христос помеѓу нас. Помилуј не Боже по Твојата голема милост и се молиме, чуј не и помилуј. Господи, помилуј, Господи, Господи, Боже, се молиме за помилуј. милост, мир, здраве, спасение за чата Божи. Имињата. Александар, Дејан, Михаел, Христина, Колина, Даница. За милост, мир, здраве и спасение нивно да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Зашто си милостив и чуљубец Бог и Тебе слава, Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Драги браќи и сестри, нека ни е честит и од Бога благословен овој ден, посветен на Светиот Отец наш Николај, чиј спомен го празнуваме пред Обрсната црква, патрон. Ова година недостои Дејан со својата фамилија да биде кум за овој ден. Дали има некој кој сака доброволно да се јави до година да биде кум? Не, Живко. Ви сте? Да. Дојдете се наваке вие. Уште се молиме и да чедата Божи кои живеат во овој дом. Имењето се со вашата фамилија. Живко. Марина. Јуле. Сашо. Катја. Емилија. Игор. За милост, мир, здраве и спасение се моли на Господа. Зашто си милостив и чуден Бог и Тебе слава, Ти вознесуваме на Отца и Сина и до сега секојаш во вечни векови. Амин. Нека е честито Бога благословено и Господ здраве, нека подари милост, мир, здраве и секој спасение. Вака сега. Ево, за вас. Еве. Ај, ова за новите кумови. Ова ви е за вас. Новите кумови. Ова е за потребата, да. Ова е Свети иконостас. Името на Отца Амин, и Синот Амин, и Светиот Дух Амин. Се осветува и благословува овој Свети иконостас, името на Отца Амин, и Синот Амин, и Светиот Дух Амин. Се осветува и се благословува овој Свети иконостас, името на Отца Амин, и Синот Амин, и Светиот Дух. Христос воскресе из мертви, смртвиот смрт поправ, Исус во гробје жив.
Отецот и Синот и Святиот Дух и сега секогаш и во вечни векови. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Отче благослови. Господи се Христе Боже наш, благослови го, јадењето и пењето на Твоите чеда, умножи го во Света црква, во нашата тковина, во целиот свет, зашто си милостив и човеколюбец Бог и Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Свети Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Нека напомош ове светен. Само години и до година здрави, живи и повесели. Амин. Отец може да се наради деца овде. Мене се се никој не каже. Почитувани Ижиштани и гости, добре дојдовте во Ижишта, посебно ми е чест во оваа наша мала црквичка да бидете гости во поглед на иконите. Многу икони, нели, тамо не ги собира, а да качиме на фреските, тоа не дојдува во обзир. Беа овде вака наредени намаза и ги видоа. И ги прашав јас кај да ги поставиме. Тие рекоа, оние повредните убавите икони и ги одбра да ги поставиме на јужниот зид, а другите ставете ги на северниот зид. Еве така и направивме вчера, значи благодарност и на луѓето што вчера работеа, тука се Јован, Бошко, Дејан, помогна многу Сузана и Љубица, и за нив, така да речеме, на благодарност. Се на се направивме една убава чест и на дарителот, на иконостасот и на изведувачот, а секако посебно на Свети Никола, пошто му е денот. Нека ни е напомаш Свети Никола и за многу години. Многу поубава колку што беше и да се надеваме дека во иднина и други има такви кои што ги се интересираат за вакви работи. Посебно за црковни, на Свети Никола нека дава здравје, убавина на сите и да се собираме сите години да продолжиме со оваа традиција. За сосема на крај вреди да се потврди дека во последно време за Ижиштани билетарниците губат вредност како регулатори за влез и излез од селото. Во последно време зачестени се доаѓањата на жителите од Ижиште кои своето присуство го докажуваат со градежни потвати за реновирање на трошните домови, ама понекогаш и со нови градби за престој во родниот крај. Како да се враќа душата на селото, особено после решавањето на неколку инфраструктурни потфати, како што се асфалтниот пат, селскиот водовод, електричната енергија која дозволува ноќна светлина, ама и кабелска телевизија, телефони и интернет. Бидете вечни Ижиштани, онака како што светот ве познава уште од давнина па се до денес.